самата употреба на канабис е од тамо и треба да се почне, тоа е лична одлука, значи на секој поединец. И тука јас лично немам дилеми, бидејќи во минатото и тутунот, односно цигарите, па и алкохолот се сметало некогаш се сметало како видна дрога, па е денеска достапно. Иако сите ги знаеме последиците и зборам за штетните последици, значи и на тутунот и на дрогата. Ја го говорам, значи, пред се како страсен пушач. А тука некаде во публиката и мојата ќерка која исто така пуши, па јас си кажам да не пуши, али она сепак пуши. Значи, тоа се некои наши лични одлуки. И во овој контекст мислам дека поедовна основа треба да биде токму тоа. И колку што можев да ги анализирам, пристапот на одредени држави и правни системи кои ова прашање го регулирале, значи во обем и во смисла во која тие сметале дека тоа треба да се регулира, поедовна основа била, значи, дозволеноста, но во одредени граници, со одредени лимити. За мене лично, компаративно гледано, најголемо изненадување беше Израел. Она што успеав да го сознавам, тоа е дека Израел во 2017 година стана една од прилично либерални држави во контекст на решавање на ова прашање како законско решение. Во Израел е дозволено, значи, користење и употреба, лична употреба до 15 грама канабис, односно марихуана, и предвидена е прекршочна санкција само за употреба на јавно место. Значи, употреба на јавно место на овој вид на дрога не е дозволено, ниту е дозволено, значи, производство или продажба. Законодавецот тамо го решил тоа прашање со тоа што доколку лицето биде фатено, ова го кажувам како пример, на лице место, на јавно место, значи на место каде што е забранета согласно законот употребата, се казнува во нивни пари, преведено во евра, 225 евра, доколку истото лице повторно биде затечено дека употребува, односно користи ваков вид дрога на јавно место, казната е двојна, значи 2 пати по 225 евра, доколку и трет пат биде затечено дека користи дрогата на јавно место, казната е двојна, 2 пати по 225 евра, но со решение, односно одлука за последна опомена. И она што е најбитно, доколку четврти пат биде истото лице, значи фатено да конзумира дрога на јавно место, тогаш важат одредбите од кривичниот законник.